Браќа и сестри, го повикувам да ви се обрати председателот на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија Никола Груевски. Добар ден, ВМРО ДПМН! Добар ден, Македонијо! Добар ден до сите наши граѓани, до македонската диаспора, до градовите низ Македонија, до македонските села, до македонските семејства, до сите кои сте присутни или кои не следите преку интернет или друг медиум. Кога за прв пат до нас допре идејата на некои општински комитети за организирање на ваков настан, помисливме како да го направиме, а да не изгледа како митинг. Знаете, опасно е ако изгледа дека правиме митинг. Опонентите ќе си речат, овие тргнаа на избори. И ете проблем. Здравствен за некого, а за друг обврска да смислува изговори како да не учествува на изборите. Еве, за да им ги скратиме маките на старт, ние одбравме да направиме настан овде во спортскиот центар Борис Трајковски, спортски центар кој се изгради со помош на оваа влада, но како што гледам по интересот на овој настан, мислам дека и партизанска и линденска ќе ни беа прекратки за митинг. Но има време за митинзи. Еве, за да ги скратиме маките, им кажувам, не се секирајте, нема избори. Нема потреба да се плашите. Барем не до толку. Нема избори, но ќе има одговор. Сериозен одговор. Е, тоа не им бега. Ова е нашиот одговор на СДСМ. Силата на ВМРО ДПМН е. Ево народот. Народот кој не подржува. Во народот кој е со нас сиот овој изминат период. Во народот кој ни ги познава слабостите. Кој не укорува на грешките, но и кој ни ги знае предностите. Народот кој го слушаме, за кого се трудиме и работиме. Ние не сакаме преку ног некој да дојде, по можност да е од странство, нели, и да не донесе или остави на власт, и да ни дава разни нелегални, креирани сценарија на тацна, без да се помачиме, без да знаеме дека сме алтернатива, дека народот е со нас. Не, тоа кај другиве. Кај нив тоа проаѓа, кај нив се проаѓа. Тие би ја направиле таа работа како што гледаме. Што поскоро, тоа подобро. Ние сакаме да ја заслужиме довербата. Колку лесна би била политиката, драги пријатели, ако така би функционирало како што тие тераат, зарем не? Седи си дома, спој си се со агентурна мрежа, која работи за странци
и оп, си мислиш, ќе дојдеш на власт. Колку лесно би било така. Не е нашиот народ наивен, воопшто не е наивен. Овој народ поминал многу во минатото. Нашиот народ е мирен, спокоен, семен, сака сигурна иднина, сака известност. И не дај Боже да му брцнеш во око или да пробаш да го изважеш и изманипулираш. Тогаш не те спасува ни странец обвинител, ни пак нарачани од некого изјави и надписи по странски медиуми, тогаш ни Владе Милчин, ни Фршко, а Бога ми ни Супермен не може да те спаси. Кога ќе зацапаш по пат како нивниот, кој што е полн со недоречености, со интриги, измами, сценарија и туги интереси, тогаш е многу тешко да се вратиш од тој пат. Тогаш си цело време заложник на тој на кој си му ја продал душата. Нашиот народ не го поддржува тоа. Доказ за тоа се овие луѓе, сите вие, и овде во салата и надвор од салата. Доказ за тоа се илјадниците писма и пораки кои ги добиваме во изминатиот период. Доказ за тоа се на крај и истражувањата и анализите кои очигледно некој не сака да ги објави, а кои јасно покажуваа дека ова не им прораѓа, дека ова не им успева, дека народот ги има прочитано и дека народот во нив не гледа никаква алтернатива. Народот ги слуша, но не ги одобрува. Ги слуша, но не ги оправдува и поддржува. Затоа што народот бара од политичарите да бидат одговорни и да им понудат излез, известност, иднина, проекти, програма, конкретни мерки, работни места, повисок стандард, остварени ветувања кои ќе значат подобар живот за граѓаните и повеќе можност за секој од нив. Драги браќи и сестри, нашиот народ бара одговори и решенија за реалниот живот и проблеми. Вие не познавате доволно добро креирани големи сценарија и случаи ставени во негативен контекст. Како конструкција не е доволно да е засени нашата работа и делата заради кои не бирате и ни ја давате довербата. Тие дела се нашиот вистински лик. Во тие дела, проекти, мерки и реформи, во нив е вистината. Тоа сме ние. Вистината не е некој абстрактен поим кој сега опозицијата сака да го монополизира и да го киднапира, мислејќи дека полагаат ексклузивно право на тоа да кажат што е вистина, а што не е. Тие го немаат тоа право. Вистината е во сите нас тука, во сите граѓани, и секој поединечно знае во што може, а во што не може да верува. Вистината е во постапките и чекорите заради кои граѓаните гласале за нас и не бираат 9 години поред на избори, во 9 изборни циклуси. Во делата е вистината. Во делата е вистината. Во проектите е вистината. Во 8,5 годишното деноногно работење за да се оствари ветеното е вистината. Во реформите, во новите работни места, во изграденото, создаденото, корисното. Почитувани, кога го пуштивме соопштението од Централниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, излегоа многу шпекулации заради еден збор во соопштението, а тоа е зборот борба. Ние напишавме ќе се бориме. И затоа што тие не се навикнати на таков жаргон, тие си добиваат на таста сецкани, конструирани, наменети производи кои ги пласираат и мислат дека тоа е тајната на успехот и така ќе добиеш подршка од граѓаните. Не нападнаа дека кој знае што сме сакале да кажеме. Масакар не направија. Борба, за каква борба, зошто борба? Затоа што нели нема слобода во државата и сите се плашат, па не пука, конструира каква борба, на што сме мислеле, многу сме биле насилни,
сме повикувале на граѓанска војна и така натаму. Тоа овие нивните, професионалните го говореа. Денес, јас ќе им кажам што значи зборот борба и што значи да се бориш за Македонија. Денеска, сите ние овдека ќе им објасниме како се сака сопствената држава и што се прави за неа. Да се бориш за Македонија значи дека цела Европа намалува плати или пензии или социјална помош, ти не само што не ги намалуваш, туку и ги зголемуваш онуку колку што си ветил, пред да знаеш дека воопшто ќе надојдат две едни по други кризи во светот и Европа. И при тоа да ја задржи земјата меѓу 5-6 најниско задолжени држави во Европа. И не само тоа, туку и кога малку од малку ќе се ублажи кризата во Европа, да имаш трет најголем раст на економијата во Европа и да се доведеш во ситуација да можеш позитивно да изненадиш со нешта кои не си ги најавил, не си ги ветил, а ги правиш. Како што ние годинава, социјалната помош, наместо заветените 5%, правиме подготовки да ја зголемиме за 10%, почнувајќи од јуни годинава, за да им се помогне на најранливите категории граѓани. Да се бориш за Македонија значи да создадеш услови земјата да ја внесеш во топ 30 држави во светот по добри услови за правење бизнис. И со помош на тоа да привлечеш инвеститори, кои како никогаш преходно ќе отворат илјадници работни места на секаден из Македонија. Во досегашниот период, во Македонија имаат отворено своји капацитети над десетици и десетици нови фабрики, а само во странските капацитети се вработени над 11.000 работници и тој број секојдневно расте. Само во оваа година очекуваме уште нови 25 странски компании да донесат и објават одлука за градба на своји капацитети во Македонија. Дел од нив и да почнат со градба и во истите тие капацитети кои планираат да ги отворат, да се креираат нови над 13.000 работни места. Така ние се бориме за Македонија. Во овој период, од 2006 година до сега, стапката на невработеност, која ја затекнавме во висина од околу 38%, е намалена на 27,6%. Во истиот период се отворени над 130.000 нови работни места во Македонија, во странските и домашните капацитети, во приватниот и јавниот сектор и преку активните мерки за вработување. Во едно многу тешко време на глобални и европски економски кризи. Значи, се очекува во веќе најавените, а се уште неотворени странски инвестиции да бидат отворени над 13.000 директни работни места, а со оперативниот план за активни мерки за вработување за 2015 година се предвидува подршка за отворање за 8.500 нови работни места. Со 3 компании од оние кои неодамна јавно најавија инвестиција, во април ќе го потпишеме договорот по кој набрзо ќе започнат градба на нивните фабрики. Едната е германска и 2 италијански. Техникал Текстайл во Штип со 600 вработувања кои ќе почнат од јуни, кога и ќе се отвори фабриката, бидејќи веќе почнаа да ја градат. Монтанте во Скопје за производство на амортизери која ќе вработи најмалку 400 луѓе, а ќе почне со 100, и Диатек во Скопје со 200 вработувања за почеток во печатарската индустрија. За 2 месеци од сега ќе почнат градба на фабрики и веќе најавените Key Safety Systems во Кичево за 1000 луѓе, во моментот веќе вработија 50, Гентерм во Прилеп, каде ќе се вработат 2000 луѓе, ОДВ Електрик од Охрид Струга со 1000 луѓе,
а во тој период ќе се потпише и договорот со Костал во истиот регион, исто така со 1000 нови работни места. Пред неколку дена, заменик директорот на Агенцијата за привлекување странски инвестиции ја направи првата посета на белгиската компанија Свабеник, која почна со работа во Скопје и која ќе вработи 50 луѓе за почеток, а потоа бројот ќе расте. Следниот месец ќе се отвори и фабриката на Маккарт во Велес, чија градба е во финиш и која ќе вработи 600 луѓе, а собственикот веќе купи уште еден плац до неа, затоа што сака да ја продолжи својата инвестиција. Ова се десетина компании кои само во овој период веќе објавија инвестиции и, како што кажав, со дел од нив сега го потпишуваме договорот, дел почнуваат градба на фабриките, а некои се при крај и ќе отворат за период од 2 месеци. Покрај оние кои веќе објавија, има голем број кои не се објавени, а со кои сме во финална фаза на договор или веќе неофицијално ни потврдиле дека донеле конечна одлука за градба на нови фабрики во Македонија. Сакам да ви информирам со големо задоволство и да објавам официјално дека една таква е една американска инвестиција од автомобилската индустрија во висина од 15 милиони евра инвестиција, која планира да се стационира во Тетово и да вработи, внимавајте, 2500 луѓе, 2500 нови работни места за тој регион. Или една друга, која веќе неформално ни потврди инвестиција во Василево за производство на материјали кои се користат во рударство и градежништво, на почеток со 50 вработувања, а потоа ќе расти бројот. Во Велес престои уште една инвестиција со 1000 вработувања, на која долго работевме, а која веќе е пред потпишување на договор со една домашна банка, странскиот инвеститор со домашна банка, за купување на халите на една поранешна фабрика во тој град која сега не работи. Пред 2-3 недели владата донесе одлука да издаде уште една концесија за проширување на собственикот на сегашниот рудник Саса во Македонска каменица, што ќе биде нова инвестиција и дополнителни 200 вработувања во тој крај. Да објавам и уште една нова инвестиција, која еден инвеститор кој што не извести дека донеле одлука, веќе донеле одлука за инвестирање во Прилеп, тоа е германска компанија, во делот на автомобилската индустрија, висока технологија, 250 вработувања, главно високо образовани кадри, пред се инженери и менаџери, кој ќе ги пушти на тренинг наскоро во Германија. И ајде да објавам уште една, 6-та поред денеска инвестиција, која ќе ја најавам, која е сигурна, бидејќи компанијата, иако се уште официјално не објавува, веќе има регистрирано фирма во Скопје, отворено канцеларија и првите административни вработувања се реализирани. Се работи за германска компанија, потврдија градба на фабрика во зоната во Скопје за производство на електрични уреди, инвестиција вредна 30 милиони евра, 500 нови вработувања. Само овие 6 ново најавени капацитети, денес, што денеска ги најавам овие нови 6, ќе значат нови 4500 нови работни места во Македонија, директни, плюс многу индиректни работни места кои произлегуваат од отварањето на овие капацитети. И тоа не е се. Ете, почитувани граѓани, на какви бомби ние го трошиме нашето време. Тоа сме ние. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Па сега народот нека прави разлика меѓу нас и нив и нека одлучи дали нас ке не цени поделата или креираните материјали добиени од странски служби дадени на Зоран Заев. И уште една важна работа. И кога сме кај вработувањата, и кога сме кај младите, денеска сакам да објавам една добра вест.
И да кажам дека, иако не дадохме ветување пред изборите, сепак деновиве работиме на планирање на еден проект со кој сакаме на сите студенти, на сите државни и приватни универзитети кои за прв пат запишале трета или четврта година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечна нето плата во Македонија, која во моментот е околу 21.500 денари, да им овозможиме бесплатно да дојдат до таблет со тастатура, се со цел да им помогнеме да се здобијат со поквалитетно образование и знаење, со повеќе можности и шанси, и еднакво со оние родители чии што заработки и приходи се поголеми. Така ние се бориме за Македонија. Тоа е нашата борба. Ова ние го мислиме кога говориме и кога го спомнуваме зборот борба. Тоа е нашата борба. Тоа е борбата на ВМРО ДПМН и оваа коалиција. Треба ли да посетам дека пензиите во просек се зголемени за 62%, а најниските пензии се зголемени за 76%? Следното покачување во октомври согласно ветеното. Покрај ова, за пензионерите се обезбедија и многу други бенефиции, меѓу кои и тоа што досега 25.000 пензионери отидоа на бесплатна бања, оваа година уште 5.000 ќе одат. Социјалната парична помош е зголемена за 47%, а постојната парична помош за 46%. Веќе кажав дека следното покачување на социјалната помош и на двете парични помошти е во јуни, и денеска објавив дека тоа нема да биде само за 5%, колку што беше ветено, дека ќе биде дупло тоа за 10%. Над 9.000 деца од социјално ранливите семејства отидоа на бесплатен одмор. Платите во јавниот сектор се покачени за 27% и пак ќе растат. Обезбедени се над 300 нови автобуси за градскиот превоз. Обезбедени се 80 нови возила за итната медицинска помош. Над 600 милиони евра се дадени како субвенции за македонскиот земјоделец. Обезбедени се 107 нови товарни вагони за железницата, а ќе пристигнат уште 43 во текот на летото. А во производство се веќе композициите за патнички вагони, со кои за 2/3 ќе се замени возниот парк за патници во Македонија, со нови и најсовремени оваа година. Обезбедена е најсовремена медицинска опрема и апарати во вредност од над 100 милиони евра. Над 140 милиони евра се инвестирани или пак се во тек инвестиции за изградба и реконструкција и реновирање на јавните здравствени установи. Намалени се цените на лековите на над 3000 лекови, некаде и до 80%. Со специјален закон, овозможивме вработување на волонтери и на слични други луѓе кои се наоѓаат во непостојан работен однос, со кои ќе се вработат над 3000 луѓе во Македонија, за кои администрацијата и државата има потреба. Во тек е изградба на 3 автопати во должина од над 120 километри, за кои се инвестираат околу 1 милиарда евра. Обезбеден е компјутер за секое дете во основните и средните училишта, а почнувајќи од ова и наредните 2 години, ќе извршиме комплетна замена на истите со нови, со посовремени, кои најверојатно ќе бидат таблети со тастатури. Достапноста и опфатеноста на интернет е зголемена од 16 на 70%. Додека тие беа на власт,
Да добиеш мрежа на интернет беше равно како да добиеш бинго. Цената на телефонскиот импулс е намалена за 70%. Партиципацијата за студирање на државните универзитети е намалена од 1000 на 200 евра, а за дел од нив на 400 евра. Воведена е минимална плата и неколку пати е зголемена со ново, веќе најавено зголемување за следната година. Решен е статусот на професионалните војници. Од 2006 до сега изградени се 45 основни и 5 средни училишта. Реконструирани се 230 основни и 80 средни училишта. Изградени се 80 спортски сали и десетина севоградба. Изградена е Националната арена Филип II Македонски и спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Изграден е новиот аеродром во Скопје, Александар Велики, и целосно е реконструиран и модернизиран Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Воведени се над 15 нови авионски дестинации со ефтини летови од Скопје до европските метрополи. Обезбедена е визната либерализација. Македонија 6 пати поред добива позитивен извештај од Европската комисија и препорака за почеток на преговорите со Европската унија. Добиена е позитивна судска пресуда од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Македонија ги исполни сите услови за членство во НАТО и тоа беше потврдено на самитите во Букурешт и во Чикаго и во Кардиф. Во најтешко време на криза во Европа, кога каматите драстично пораснаа, 350 милиони евра се дадени како ефтини кредити за македонските компании, на кои им се субвенционира каматата во висина од 5,5%. Во теке и четвртата транша, во вредност од нови 100 милиони евра, обезбеден е откуп на дворови по 1 евро за метар квадратен. Обезбедена е легализација на дивоградбите и земјиштето под нив по 1 евро за метар квадратен. Девизите резерви се над 2 милиарди евра. Тоа значи да се бори за Македонија. Во услови, кога сме под сериозен напад со цел политичка и системска дестабилизација, ние мислиме и работиме на реалните потреби на граѓаните. Ете што ние работиме додека СДСМ го забавува народот со креирани телефонски разговори, добиени од странски разузнавачки служби, обидувајќи се со сите сили да не прикажат како нечовечни, како злобни, како криминалци и како некакво зло. Ама зло што гради и што создава, зло што отвара илјадници нови работни места, зло што работи по 15 сати на ден за да помогне секому кого може, зло што на секој млад човек кој ќе се запише на некој од првите 100, односно 200 во техничките науки универзитети во светот, му ги покрива сите трошоци за студирање и за престој за да учи на најпрестижните универзитети. Некој чудно зло е ова нашево зло. Како не дојде едно вакво зло порано во 90-тите, кога се затвараа и уништуваа фабрики, кога над 200.000 луѓе останаа без работа, кога се плячкаа штедачите, кога цветаше шверцот во сите негови форми, кога се промени знамето и името на државата, кога цели 7 години државата работеше и без закон за јавни набавки и наместо тоа за милионски суми се правеа набавки со обезбедување на само, замислите, 3 понуди од кого сакаат. Имаме зло на кое можеш креирани телефонски разговори, вадени од контекст, сечени и што ли уште не, можеш да му ги пушташ истовремено на 3 национални телевизии во пренос од универзалната сала во живо и при тоа да тврдиш дека злото не дава слобода на медиуми. А на 3 национални телевизии ти оди пренос од креирани снимки што ти ги дале странски разузнавачки служби. Драги пријатели, ние имаме дела зад нас. Имаме проекти, мерки, труд, има котрапна работа.
И ние постојано мислиме како да направиме нешто повеќе и подобро за нашите граѓани. Денес сакам да потврдам дека покрај тоа што во моментот во Македонија се изгради аеродромите, се градат железницата кон Бугарија, овчера се гради и гасоводот од Куманово кон Штип. Се градат 3 автопати, едниот меѓу Демиркапија и Гевгелија, вториот од Скопје кон Штип, третиот од Охрид кон Кичево. Во април ќе излезе јавен повик за концесионер за нов автопат помеѓу Кичево и Гостивар. А со оглед на тоа дека веќе една компанија не информира дека ќе се јави на повикот под условите кои ги најавивме, тоа ќе значи дека околу нова година ќе почне градбата и на новиот автопат кој паралелно ќе се гради со другите 3. Од август-септември пак ќе започне градбата на нов експресен пат со 4 ленти помеѓу Штип и Кочани и проширување во ист таков експресен пат помеѓу Градско и Прилеп, а некаде од нова година и Охрид Пештани. Следната година ќе почне градбата на експресниот пат со 4 ленти од Ранковце до Крива Паванка и границата со Бугарија и процедурата за градба на 4 ленти експресен пат од Штип до Радовиш. Ете така ние се бориме за Македонија. Ете тоа значи да се бориш за сопствената држава и за сопствениот народ. Со вистински дела, со реални проекти, кои се одговор на реалните потреби на народот, а не со сценарија подготвени заради туги агенди. Драги браќа и сестри, сега дозволете ми да истакнам неколку политички поенти, кои ги одразуваат нашите позиции по однос на ова што ни се случува. Прво, веќе на сите ни е јасно што се случува и кој е таргетот на оваа канонада. Лицето Зоран Заев очигледно е директно инволвиран во активности кои имаат за цел дестабилизација на државата. Одработува агенда која не ја ни разбира. Го гледате ли каков израз има на лицето? Човекот е во грч, со лажна насмевка, се сили, се удира во гради, се обидува себе си да се убеде дека е апсолутен морален суд. Бог кој ќе каже што е добро, што е лошо, што ќе се објави во јавност, што нема да се објави, чија судбина ќе се загочи, кого ќе стави на тапет, кого не, кај кого ќе исече нешто, кај кого нема да исече. И нормално, на крај тој пресудува јавно што е по закон, а што не е. Се само заради една работа. Тоа е токму работата заради која е таргетиран од тие што се инспирирани и тие што се инспиратори за сето ова. Од тие што го смислиле ова. Неговата алчност за власт, пари и моќ и неговиот очеј да покаже пред неговите членови одговор зошто народот не го бира. Немајќи капацитет во себе да ја види грешката, да направи понуда, да направи програма, да одбере добар кадар, со кој ќе биде конкурентен на избори, па народот да го одбере. Во цел овој налет во кој се наоѓа и во оваа негова специфична психолошка состојба во која е, тој се чини и како самиот да заборава кој е всушност. Тој е човек кој брутално ја злоупотребува својата положба во општината за да стекне пари и богатство. Човек кој самиот тврди дека во наше време заработи у тој и неговата фамилија 12 милиони евра. Е како бе тоа? Па нели нема слобода, нема демократија. Замислете да имаше слобода. Па Рокфелер немаше да му биде рамен, нели? Да пробува да направи, да заборавиме кој е Шекеринска и кои се другите нивни соработници, кои беа на разни функции во едно многу мрачно време за македонската држава. Сакаат народот да заборави,
Мислат ако не спомнуваат и ако се прават демек се некои нови лица, тогаш може и некој ќе им поверува. Не, тоа се Заев и Шекеринска. Зоран Заев и Радмила Шекеринска, со име и презиме, и со се друго зад нив. Денес го гледам уплашен до даска од денешниот нас собир, побрзал порано да одржи прес. Тоа говори за него, за неговиот страв дека е фатен жив во многу работи, дека има непобитни докази за тоа кој е Зоран Заев и што тој прави. Но и страв дека веќе опаѓа вниманието од неговите теми, дека времето го гази. Во тој страв ние не можеме да му помогнеме. Втора порака. Тој вика дека сега се бори за слобода и демократија, нели? Во оваа држава вика дека немало слобода и немало демократија. Па во која земја во светот има ваков пример? Човек како Заев со сиот свој багаж да си излегува редовно на пресконференции и да пука што сака и кон кого сака со нелегално стекнати, креирани материјали за кои самиот тврдеше дека се од странска разузнавачка служба. Каде на светот го има тоа? Еве, ако имате некој пријател надвор, прашајте го што би било ако кај нив некој политичар вака постапува како што Заев постапува. Да се игра со судбини, хазардерски да постапува со луѓе и со нивните семејства. При тоа селектирајќи, сечејќи, вадејќи од контекст, манипулирајќи. Сето тоа под превезот дека има диктатура овде и деградирајќи ја при тоа државата, без око да му трепне. Прочитајте ги и слушнете ги нападите, навредите, местенките на нивните медиуми кои директно ги финансираат. Замислете се жали дека нема слобода на медиуми, а во 5 дена 3 пати настапува на национални телевизии. Ај што си настапува човек. Но суштината зошто повеќе пати излегуваше на телевизија е сосема друга. За да се поправа себе си. Лути му биле тие што го спремаат, нели однадвор овие, што ќе го носеле на власт, како што тврдеше во порагите, за да дошол на власт. Од интервју на интервју се повеќе се дозакопува. Се поочигледни стануваат неговите лаги. Се жали на слобода, а паралелно на тоа се води хајка против нас во нивните медиуми, медиуми кои што се под контрола на СДСМ. Овие слободните и професионалните што ги кажуваат, што примаат пари од разни фондови и фондации, ги знаеме сите. Се сеќавам на времињата кога бевме во опозиција и кога се случуваше ниту еден медиум да не ни дојде на пресконференција. Тогашниот директор на Центарот за комуникации, Оливер Шамбевски, во тоа време ќе ми се јавеше и ќе ми кажеше: председателе, денес никој не дојде. Пресот не се одржа. Или некогаш ќе дојдеше само еден медиум на прес. И пак победивме во 2006 година. Значи не е до медиумите, до друго е. До работата е, до зборот е, до довербата, до известноста, до посветеноста во тоа што го работите. Џабе и медиуми и се. Ако не работите ништо, народот знае тоа да го препознае. Па најголемиот демант на тоа што го говорат дека нема слобода е токму гласноста на темата која ја форсираат и гнасните кампањи кои што ги водат. Замислете, точно 22 медиуми говорат дека нема слобода. Па нели самото тоа само по себе е чудна ситуација, кога 22 медиуми говорат дека нема слобода. Трето, меѓуетничките односи. Откако гледа дека не успева со овие теми досега, ќе пробаат и тоа. Мора да сме мирни и да не подпаѓаме под провокации. Тоа е крајната цел. Тие нема да добијат македонски конфликт. Па ќе пробаат нешто друго, но нема да дозволиме. Четврто, мора на сите да им биде јасно. Лажна е представата дека ова е битка за живот или смрт. Така сакаат нашите опоненти да изгледа. Не.
Се е сосема едноставно. Се зависи од сите нас, секој еден граѓанин и од еден миг на одлука во нашите срца. Таа одлука ќе ја запре оваа психоза, која сакаа да ја расшират меѓу народот. Ќе ја запре лажната неизвестност, која сакаат да ја креираат. Тоа е одлуката да се вратиме на реалните потреби и проблеми во државата. Да бараме решенија како нашите граѓани да имаат подобар и поквалитетен живот. Колку ќе трае ова, зависи од еден момент, една секунда, кога ќе одлучиме дека нема да му дозволиме преку нашето внимание овој човек марионета да ги контролира судбините на сите во државата и да ја држи во заложништво цела држава. Пето, порака до членството на СДСМ и до сите оние кај кои има некаква неизвестност. Ги разбира и ги слушам и прифаќам нивните критики. Нема да дозволам да не закрават. По ниедна цена тоа нема да се случи. Инспираторите тоа го сакаат. ВМРО ДПМН тоа нема да го дозволи. Во името на се она во што верува, во името на идеалите на истоиското ВМРО, кое е на сите наши граѓани патриоти, нема да дозволиме да не закрават и да не испровоцираат. 6. Една од целите на тие што го измислија ова е и да се замрзнат вработувањата, да се замрзнат инвестициите, да се замрзнат сите проекти. Тоа нема да пројде. Тоа нема да го дозволиме. Да не вратат назад, тоа не може. Сакам да искористам оваа прилика и да одговорам во оваа 6-та порака и на Зоран Заев и на нивните услови упатени до нас од настанот во универзалната сала. Прво, Заев бара нов обвинител. За нас важно е обвинителот да се однесува по словото на законот. Јас сум убеден дека сегашниот обвинител тоа го прави. Инаку такви докази има против лицето Зоран Заев, што и вице брат му да обвинител, ќе му биде непријатно кога ќе ги види доказите. Од друга страна, ние сме подготвени за сите работи, за кои постојат сомневања, а се однесуваат на наши членови или раководни лица, да бидеме максимално кооперативни и да го почитуваме законот. Времето ќе искристализира многу работи. Ќе падне маглата, посејана од важните обвинувања, од драматуршките воведи на пресконференциите и настаните на опозицијата, кои даваат контекст на случувањата. Ќе паднат пердувите и ќе се види целата вистина. Ние тоа го сакаме. Времето е одговор на се. Во тоа сум убеден. Втор одговор на неговите услови. Смена на директорот на МРТВ. Замислете, главна фигура во државата стана директорот на МРТВ. И сега тоа е проблем зошто немало демократија во државата. Си викам, Бранко порано барем пообедливи услови и барања поставуваше, некако попаметно сето тоа се изведуваш. Туку ајде да не го спомнуваме, ќе треба СДСМ потоа да му се извинува повторно, а Жирновски да објаснува како без него немало да победи. Ги гледавте завчера, нели? Многу непријатно. Просто срам да те фати, вака како што ги гледаш. Им си испуштило, не го исекле како што треба, па толку се уплашени од Бранко, што дури и признаа дека ги сечат материјалите што ги пласираат во јавност, што е сериозен скандал сам по себе. Ама стравот им бил поголем. Си рекле, остај подобро дополнително да се избрукаме и да признаеме дека сечеме и монтираме, отколку БЦ да се поднаљути. А тој кога ќе се поднаљути, опасен е. Па може да почне да подсетува за секого од нивното сегашно раководство, да почне да им вади материјали, да подсети дека Верушевски превоз за него работеше. Значи, многу незгоден за нив.
И ова си се повлекува, си се попукаа по себе и веднаш престојување во битката против диктатурата. Трет одговор на неговите условувања, тој на крајот побара преодна влада. Во врска со ова, сакам да порашам дека барањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО ДПМН во неа. Ние сме сметале и секогаш ќе сметаме на народот. Ние сметаме дека народот е тој кој дава мандат и легитимитет на избори. И дека народот бира кој ќе формира влада, а кој нема да формира. Кој ќе биде во влада, а кој нема да биде. Со формирањето на преодна влада се отвора простор за сериозен преседан, кој потоа лесно може да биде предмет на конфликтност помеѓу партиите. Одат и понатаму, посебно Заев кој вели дека требало потоа да се решаваат големи прашања, и да се оди напред. Значи тоа е поентата. Па така бе, Заев. Кажи си директно, а не да ни заобиколуваш. Па и самиот знаеш дека тоа е поентата. На се ова што се случува, големите прашања, а не ти. Ти може само да шпекулираш, да креираш, дополнително да сечеш материјали, да ги рушиш позициите на државата свесно, обидувајќи се да ја искривиш реалноста. Кога сме веќе кај големите прашања, ние имаме јасен и дециден став и не ни треба ни преодна влада, ни ништо за да ни држи страв или за да креира решенија кои ќе треба на сила да се иструкаат. Нашиот став е објавен во нашата програма и ако сакате ќе ви го прочитам и сега. Прво, ВМРО ДПМН нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Второ, ВМРО ДПМН нема да прифати идеи и предвози што би го загрозиле македонскиот народ и македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик и култура. Трето, ВМРО ДПМН, како одговорна и народна партија, нема да дозволи кое било решение за спорот кој го наметна Грција да биде прифатено од страна на политичари, поединци, влада или Собие, без преходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдумот да се согласи со евентуалното можно решение. Четврт одговор на неговите условувања. Најважно за нашиот народ е прашањето како сето ова ќе заврши. Ќе заврши со правна постапка согласно законите во Македонија. Правна постапка за која за секој за кој има сомневање и докази дека го прекрашил законот и за кој институциите на системот за кој ме радува што побара и меѓународен мониторинг, а тоа и ние го потрашуваме, ќе ценат за што, какви докази постојат и совесно и самостојно ќе одлучуваат. Инаку, како што и досега истакнав, ние сме подготвени за диалог на принципиални основи согласно досега јавно изнесените позиции. Ние сакаме и немаме никакви резерви да дискутираме за прашањата кои опозицијата ги отвора, за прашањата кои се од интерес за граѓаните, изборите, медиумите и слично. Но условувања и уцени тоа никогаш нема да го прифатиме, посебно затоа што знаеме што стои за тоа и што се крие за сето тоа. И седмата и последна порака за денес. Сакам да ви го кажам за крај следното. Многумина од вас си го поставуваат прашањето дали е праведно ова што и се случува на нашата земја. Одговорот е не, не е праведно.
Но што ни преостанува? Да молчиме и да тониме во агонија на онеправданост или да се бориме? Да се бориме како што знаеме и умееме, со конкретни дела и со конкретни чекори, кои ќе значат подобар живот за граѓаните, подобри услови, повеќе можности. Македонија го очекува тоа од нас. Сите граѓани го очекуваат тоа од нас. Да одиме од дом во дом, од куќа во куќа, од семејство во семејство, да разговараме, да им кажуваме дека зависи од сите нас, да им ја кажуваме борбата која ја водиме, целта за која се бориме, да говориме за нашите конкретни проекти, за нашите конкретни дела, за нашата цел, повеќе работни места, добра инфраструктура, подобро образование, подобро здравство, повеќе пари за земјоделците, за пензионерите, за администрацијата, повеќе можности за невработените, поквалитетни услуги за студентите. Да говориме со енергија, со жар, со истиот оној жар со кој нашите предци ги водела идејата и ја пренесувале од човек на човек. Тоа е моментот во срцето што ќе не инспирира сите и што ќе ја движи Македонија. Тоа за некој е патриотизам, за некој е волја, желба, љубов, за некој должност и обврска. Како сакате наречете го. Тоа е во сите нас. Тоа тлее во сите граѓани на Македонија. И затоа знам дека нема да успеат. Затоа знам дека Македонија ќе биде посилна после сето ова. Знам дека тој што го наумил сето ова, јако се изложил, силно не поценил сите нас. Тој што го наумил сето ова, не ја зел во предвид љубовта на нашиот народ кон сопствената држава и иднина. Затоа ќе победиме. Сите граѓани ќе победат. Ве повикувам сите. Станете македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите останати. Станете на нозе. Не чека поход од град во град. Не чека многу работа. Многу нови проекти. Многу нови моменти за гордост. Кренете ја главата и да покажеме сите дека Македонија е многу повеќе од она што сакаат да ја направат и прикажат. Дека Македонија е многу поголема од ситните интереси на одредени луѓе и некои структури. Дека Македонија е многу посилна од разни сценарија и туги агенди. Дека ние, македонците и сите граѓани во неа, сме храбри и честити луѓе. Дека нема да ја скршат Македонија. Не во нашето време. Не додека дише и последниот од нас. И дека ќе работиме силно за идните генерации. Да ја чувствуваат оваа наша енергија и сила и да ги води и нив. Како што ние ја чувствуваме силата на нашите предци. Ова е Македонија и ние не се плашиме. Ова е Македонија и ние не се бориме со ништо друго и за ништо друго, туку со нашите дела. Луѓето ги гледаат нашите дела, ја препознаваат нашата борба. Тоа е нашето вистинско лице. Нашите дела се нашата борба за Македонија. Тоа е мојот збор. Тоа е мојот збор до сите вас. Тоа е мојот збор од Никола Груевски, кого сите добро го познавате. Да живее Македонија! Да се здрави и живи! Да биде вековита идејата!